Поранешната репрезентативка Христина Арсова вели дека во Македонија треба да се работи на подобрување на инфраструктурата. Додава дека во Македонија има талентирани фудбалерки. Нема потреба да се помене, нема потреба да се носат играчи од надвор за Лига на шампиони, него да се работи овдека повеќе на терените, со повеќе труд вложено. Немаме потреба од надворешни играчи, затоа што имаме доста таленти во Македонија, кои што нажалост не можат да просперираат од причина што немаат услови, клубовите претежно немаат услови, а нема ни стимул према истите. Така да се надевам дека во иднина сите гледачи кои што гледаат, дека ќе сватат каде е проблематиката во женскиот фудбал и каде ни е нашата цел, уствари ние да свеста да ја подигнеме на граѓаните како би помогнале и истите да женскиот фудбал да оди во нагорна линија. Не дека не оди тој во нагорна, но многу се спори чековите за одење во нагорна линија. Арсова ќе биде дел од новиот женски фудбалски клуб Слободен, кој пријави екипа за настап во втората женска фудбалска лига. Сите оние играчи кои што јас посочувам најтопло намерно, сите оние играчи кои што немаат минутажа, значи во сопствените клубови во прва лига, отворена им е врата во ЖФК Слободен, каде што својот принос може да го дадат во самиот клуб и каде што заедно да го направиме успехот. Според Арсова, спонзорство има многу слабо, а проблем представуваат и терените. Екипите кои што се составуваат обично, спонзорства има многу слабо. Со терени, значи имаме и тука исто проблем, заради тоа што во Македонија има многу малце терени кои што може да се овозможи, а проблемот е финансискиот дел, заради тоа што секој клуб не може да се овозможи да ги покрива сите тие трошкови кои што се. И таа е една од причините уствари која што клубовите, едни се финансери кои што имаат добри средства оваа година, ги земаат сите најдобри играчи во нивниот тим и од тука настанува уствари проблемот, они победуваат, разлика по 10-15-0, што тоа е реално не е фудбал него ракомет по мене. Нема прогрес и тоа е главниот проблем. Сега кога ќе бидат финансиски горе-доле сите еднакви, тогаш ќе има прогрес во фудбалот и подобри да бидат, мислам подобри играчи да заминат во различни клубови и тогаш лигата ќе биде појака, а вака во оваа ситуација лигата е слаба. Бројот на екипи во втората лига ќе се зголемува. Минатата сезона беа 8 екипи, а во новата сезона се очекува оваа бројка да се зголеми со пријавување на нови екипи.